За ширењето на лажни вести во Македонија последниве месеци предупредија експерти, политичари и политички партии. Во земјава веќе се забележани бројни такви примери. Веле се македонскиот град кој е во фокусот на светските медиуми поради регистрирани интернет сајтови кои објавуваат лажни вести. Информациите првпат се појавија минатата година за време на кампањата на претседателските избори во Соединетите држави, кога беше објавено дека млади велешани заработуваат пари од сајтовите со лажни вести. Веле се светски познат по тоа што има десетици веб сајтови на кои се објавуваат лажни вести, односно политички приказни засновани на погрешни факти. На оваа тема разговараме со велешани. Дали сметате дека тоа може да се повтори на локалните избори во Македонија? Ако мислите на правење на лажни вести за македонските локални политичари, сметам дека не е возможно, веќе нема толков интерес кај ни пак толкова популација како што е Америка, да речеме, така да мислам дека не е реално да се очекува такво нешто на локални избори во нашава земја. Како не може, кога може у такви големи држави, значи каква има, нели, да речеме, безбедност, сигурност, со компјутерска работа, со ова, со ова, таму се спровнало, а вамо кај нас, кој контролира, кој онадве? Може да се спровне таква работа. Не би требало би сега да бидеме вистина реални да знаеме што правиме. Па мислам дека може. Да. Мислам дека може. Експертите велат дека лажните вести најмногу се шират на интернет порталите, на социјалните мрежи, но дека тоа го прават и политичарите. Во пресред на локалните избори сведоци сме дека се интензивира употребата на терминот лажни вести и кога е тоа адекватно и кога не е. Што само потврдува дека, како и во светски рамки, лажните вести, особено проблематиката поврзана со лажните вести, главно се поврзува и се актуализира во време на избори. Така да и кај нас некако политичарите фаќаат се на линија на тоа што значи некаков светски стандард. Сеопфатна и прецизна дефиниција за лажните вести за сега нема, велат експертите, додавајќи дека тоа се манипулации и искривени факти, спинови и сензационалистички представувања на информациите и пропаганда, спротивно на стандардите на професионалното новинарство. Во однос на справувањето со феноменот, тие велат дека читателите треба да ги проверуваат фактите на традиционалните медиуми, но и на интернет порталите и социјалните мрежи. Важна е и медиумската писменост на граѓаните кои треба критички да ги конзумираат информациите кои доаѓаат од сите медиуми.